Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски информираше дека основното училиште Љубен Лапе е опремено со нови клупи, столчиња и современи смарт табли. Грижата за учениците и наставниците ја преточуваме во реални инвестиции и вложуваме во подобри услови за учење, затоа што иднината почнува токму тука во училниците, истакна Митевски во објава на социјалните мрежи. Првиот човек на аеродром додаде дека ќе продолжат со подобрување на образованието во оваа скопска општина. Градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски изврши увид во тековната работа на детската градинка Гоце Делчев, каде во моментов се одвиваат градежни активности за изградба на нова централна кујна, а набавени се и 4 прочистувачи за воздух сместени во заедничките простории, како и реквизити наменети за подобрување на моторниот развој кај децата. Проектот за изградба на нова современа кујна со површина од 150 метри квадратни представува значаен чекор кон подобрување на грижата за децата во општината. Новата кујна ќе биде усогласена со највисоките хигиенски и технички стандарди, ќе има капацитет за подготовка на повеќе од 600 оброци дневно. Освен за потребите на градинката, оброци ќе се доставуваат и до основните училишта во општината, каде има продолжен дневен престој, соопштуваат од општина Илинден. Паралелно со оваа инвестиција, општината отвора и нов простор за згрижување деца, така што старата кујна ќе се пренамени во 2 нови занимални, со што капацитетот на градинката ќе се зголеми за уште 50 дечиња и градинката ќе може да згрижи вкупно 650 деца. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје со помош на специјалните возила Пајак санкционирале 128 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. Јавното предпријатие ПОЦИ општина Центар континуирано ќе ја спроведуваат оваа мерка, апелираат до граѓаните да ги почитуваат правилата и прописите и да ги оставаат своите возила само на пропишаните места за да им се овозможи на пешаците и велосипедистите нормално движење по тротоарите и велосипедските патеки, а на возилата безбедно движење по улиците, велат надлежните. Министерството за здравство заедно со Универзитетската клиника за пулмологија на 24 и 25 септември организира скрининг за граѓаните кои што живеат во Трубарево и во околните места. Сите граѓани кои што оценат дека треба да посетат доктор на 24 и 25 септември да се пријават на овој скрининг. Дополнително, ако има потреба, истите граѓани ќе можат да продолжат со екземинација на клиничкиот центар Мајка Тереза, порача министерот за здравство Азир Алиу. Пожарот во фабриката Нула отпад за рециклирање електричен и електронски отпад во Скопско Трубарево се случи на 13 септември. Високо ниво на PM10 честички како и загаденост со арсен, кадмиум и олово регистрира Министерството за животна средина и просторно планирање во спроведените мерења на квалитетот на воздухот во Трубарево. Денеска во општинското основно училиште Лазо Ангеловски во општина Аеродром во соработка со Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов се одржа инклузивен саем посветен на прифаќање и разбирање. Како што информираа од општина Аеродром преку социјалните мрежи, учениците преку активности како одење со бел стап, куцање на брајова машина и тактички вежби ја доживеа реалноста на своите врсници со оштетен вид. Овој настан не потсети дека различностите не прават побогати, а вистинската сила на заедницата е во заедништвото и меѓусебната подршка, посочија од општина Аеродром. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја